сите, се надам сте добри. Еве, ја го прекрашам мразот кој што и видив. Денеска наоѓам слободно време, така да ќе направам едно видео, едно мало појаснување за една стратегија што неодамна пробав да објаснам на Discord. Значи ми стигна многу прашања во инбокс, што колку што успеав одговорив директно, меѓутоа не дека бидела за сите, но темално објаснување на целиот approach, односно која ми е целта, која е целта на тој кој што учествува во ваков на трейдинг или ваков вид на инвестирање. Пред се да почнам со ова што јас предложувам на сите кои што почнуваат да се занимаваат, односно кои што имаат желба да се занимаваат во овој бизнис, да почнат со оваа стратегија, може се интуитивно лични, но меѓутоа воопшто не е така. Ова е опшен маркет, значи ова не е сток маркет. Веќе за сток маркет за учествувате, реално ви требаат повеќе финансиски средства. Но меѓутоа дури да ги имате тие финансиски средства, многу лесно можете да ги изгубите докато на почетокот не почитувате некои општо приватен критериум и немате риск менеджмент и не знаете всушност што правите. Што ми идејата? Идејата ми е да се почне во сток маркет со математичка позадина, со математичка и статистичка позадина се, а не шпекулативна. Значи да создадете систем кој што ќе ви генерира поврат и returns без основа на статистика. Голем дел оние probabilities и можности да се на ваша страна. Ова стратегија која што денеска ќе ви ја предложам се вика vertical spreads или bull spread. Има и bear put spread, извинете, тоа е на шорт страната, што не би препорачал на почеток се занимавате со нејза. Што се работи? Значи, изберете било која компанија која што ќе биде ваш фаворит. Повикам било која компанија, пред се мислам на компанија која што се компанија од висок market cap, односно компанија која што се институцијски препознаени, кои што се тргуваат на Nasdaq, кои што имаат огромен волјум на тргување. Тоа го велам затоа што само на вакви акции ќе бидат подкрепени со голем интерес и тргување во опшен маркет, веќе ви треба акција која што е ликвидна, која што се тргува, како би се пресликува целата таа слика на опшен маркет. Еве, рецимо, земаме една од маркет лидерите на денешно време, односно компанија со топ 4 компании по market cap во светот, тоа нека биде Nvidia. Веќе реално, да не се разбираш во сток маркет, да не се разбираш во полупроводници и чипови, реално не знаеш зашто се работи. Nvidia е компанија со програм последно со 4,15 трилиони маркет капитализација, односно цената помножена со бројот на вкупно издадени парчиња, односно вкупно издадени акции, значи изнесува 4,5 трилиони долари. Буквално некогаш маркет лидер, компанија или акција која што раснеше стотици проценти, илјадници проценти во една година. Што е идеја? Значи, во сток маркет, за да направиш пари на една акција, нека биде тоа Nvidia, купиш една акција од Nvidia, која што чини $185 во моментот, и доколку го сакаш да ги дуплираш тие пари во сток маркет во наредните, пример, 5 до 10 години, потребно е Nvidia да порасне од 185 на 370, значи да ја дуплира својата вредност како ти би го дуплирал позицијата во твоето портфолио. Тоа е сток маркет, за жал, треба повеќе финансиски средства, поголем
поголем ризик, односно поголеми очекувања да имаш од акцијата и слично. Меѓутоа, кога си почетник, значи ти немаш време за чекање, немаш огромни финансиски ресурси. Дали е подобро, вие сами ќе ми кажете на мене, наместо да купиш една акција од Nvidia која што чини $185 и да чекаш да се дуплира вредноста, нели најмалку да дуплираш позицијата, да купиш нешто што се вика bull call spread. Еве во моментот Nvidia е 180, хипотетички, јас купувам 180, 185, сега ќе ви објаснам детално што значи тоа, bull call spread, и за неја трошам 250 евра, односно 250 американски долари. Ви кажам што значи и како се креира еден ваков спред, како се отвара една ваква комбо од опција, ова е чартот на Nvidia. Еве нека биде првата нога 180, значи ова е call новата. Ова е call option. Ова е 180 call option. Long call option, извинете. Long call option. И втората нога во комбото ќе биде $185 short call option. Што е идејата? Вие отварате две опции симултано. Платите премиум. Во option market постојат повеќе moving parts. Значи, повеќе option market имаат Greeks. Greeks е тие кои што ја формулираат цената на моменталната цена на самата опција. Доколку ја би купил само една опција, со да би купил 180 call option, long call option, ја првин ќе дадам многу поголеми средства од денес, од option, од vertical spreads. Меѓутоа, во истиот момент на самата купување на naked call option, против мене да играат многу фактори. Значи, првен треба да бидеме и дирекцијски, во која насока ќе се движи акцијата, треба да бидеме и во врска со времето, значи бидам точен во самото време. Дори волатилност, значи, доколку акцијата престане да расте во било кој момент, bleeding, значи губиш пари во секое време. Ако купуваш комбо, односно опција од ваков тип, bull call spread, ти ги практично анулираш сите крикс, сите moving parts кои што одат против тебе. Односно, одат и за тебе, но меѓутоа треба, како што рекоме, треба да се управа најголем дел или 100%. Се разбереме, 99% од option плеери губат пари на сток маркет, така да ова е бруталната вистина. Сега вие како сакате разберете. Значи, сте се навратаме на претходниот случај. Доколку се во сток маркет имаше една акција од Nvidia, и акцијата на Nvidia порасне дупло, 360 и ти ги дуплираш парите во самото портфолио. Но меѓутоа, доколку преку bull call spread од 180-185 акцијата на Nvidia во наредниот период што вие ќе самите си го додадете. Че моја идеја, јас сум истражувања по мојот начин на функционирање и мојот трейдинг стил, че јас имам прилика од 15 до 30 дена договор кој што ќе трае, кој што ќе тоа се вика expiration date на самиот комбо. Ми треба само, ова е многу битно, че потребно е само Nvidia да порасне за 5% за да ја си ги дуплирам парите. Во компаративна смисла, значи, преку акции чекате $185, а преку option market очекувате само $5. Значи, дека доколку Nvidia акцијата во наредните 30 дена заврши на 185,01 цент, вие ќе си дуплирате целата позиција.
Значи, ја овако, да бидам искрен на почеток, туричев опција, пошто долго време требаше да дојам до ваков прост едноставен систем во кој што верувајте ми ги трампуваше сите претходни стратегии кои што ги имам научено со Option Market. Значи, на база ви треба на акција која што е $185 на пазар. Ви треба само 5 поени или $5 за да вие си ги дублирате парите. Има уште една полесна варијанта, која што малте не е едно исто кој што го кажувам. Ќе биде дури пониско, односно 5 се ова употребува за акции кои што имаат апсолутна номинална вредност многу по-ниска. Значи има акции кои што се тргуваат на $1, 2, 3, 5, 10. Една иста работа, ова што кажам. Например, рецимо, избереме, например, цел индекс. Избереме цел индекс. Еве нека биде тоа Russell 2000. Сите знаеме дека гледаме дека во периодот Russell 1000 или IBM има outperformance кон скоро сите други индекси, значи small caps функционираат многу добро во ваква средина на потенцијални намалувања на каматни стапки, ефтини кредити и слично. Значи доколку отворите bull call spread на IWM, што е IWM, што $265. Например, отворите bull call spread на 262, 263. Значи, да си ги дуплирате парите, акцијата, односно самиот индекс треба да порасне само $1. Овој пример го давав затоа што со овие суми го давав затоа што овие беа и сумите кои на вистина ги отворив овие два спред, значи ги имав купено. Тие се бројките од Discord, може да проверите. Значи, за да ја дублирате позицијата на вас, ви бие потребно цена која што е на пазар $263 да порасне само $1. Нигде ја ви гарантирам никаква соби што нема да сретнете во сток маркет. Не зборуваме за ризик, не зборуваме за колку можете да изгубите, зборуваме само за првиот дел, со колку можете да бидете профитабилни со минимално микро движење на еден индекс. Отварате bull call spread, еве например, да задржиме на IWM, гледајте секогаш нека биде самиот спред со експирација, или со датум на истекот 15-30 дена. Разликата помеѓу $5 спред и $1 спред, да нема разлика, тем тоа што имате обврска за истиот return, само да ги зголемите бројот на контрактите. Може да видите овдека, значи на Nvidia баравме $5 спред, и купиме еден контракт, но меѓутоа кај IWM бидејќи имаме $1 спред, требаше само да го зголемиме бројот на контрактите. Како доаѓаме до ова? Како од кај се бројките? Значи која е печалката? Значи од кај е, само да видам дали во првиот шит, да. Ќе ви објаснам од кај се бројките. Значи, кога избирате $5 спред, формулата е едноставна. Тоа е шорт ногата, односно $185, шорт ногата, минус лонг ногата, 180, тоа е $5. Видите се, опциите имаат мултиплеер 100, значи 5 се множи за 100 и се добива $500. $500 се секогаш дели на 2, за да добиете максималната потенцијална заработка по спред. Значи $250. $250 е максимална заработка по тој спред. Иницијално овој спред сте го купиле $250, значи вие печалите, односно имате return of investments или ROI од $250. Исто и кај спредови кај, односно иста е формулата функционира и кај $1 спред, односно $263
нели шорт новата, $262, од лонг новата, тоа е еднакво на $1, по multiplier 100 поделено на 2, значи имате вие од секој спред печалите $50 за вложени $50. Значи да го постигнете овој истиот return 250, само ти треба зголемите контрактите на 5, односно јас ви објаснив овде дека на еден сајтот на Discord кој што зборував, исто е. Значи, да. Значи исто е. Кај да ајде боја, значи само имате 5 сум вложил cost basis е $280, бидејќи малку сум ги купил покасно, односно веќе кога влегла во самиот спред цената, меѓутоа не е битно, нека биде во вашата глава, односно при ваш случај е $250 вложено, $250 да имам максимален профит. Кажам, што на тоа нека биде еден basic, значи ова видео може да го враќате неколку пати назад, може да го прочитате делот во Discord што објаснувам се ова. Но меѓутоа да преминеме на самата стратегија. Што е самата стратегија? Јас велам секој може да набави или да почне или да прибави финансиски средства колку што може уствари. Не е битно, ја ќе дам еден пример со почетна инвестиција од $5000. Идејата што е? Идејата бе $5000 да ги дуплираме, тридуплираме или квадруплираме во најбрз можен временски период и имаме ние финансиски средства да настапиме на индивидуални акции. Убаво би било да го пипате пазар, значи убаво би било друго постигате вакви returns на годишно ниво кај options spreads паралелно да учите како што се движат акциите. Значи за ова имаме посебни видеа да почитувате тренд, да почитувате stop loss, значи имате еден вид на риск менеджер кој што е многу побитен од самиот профит кој што го очекува. Мојот систем, кој што ја искрено го користам, кој што лично го користам, е да почнеме со $5000. $5000 нека биде на посебна каут инвестиција за овој тип на спред. Не на спред, туку на стратегија. Значи, кога е добар сток маркет, кога индексите одат во нагорна линија, кога имаме еден bullish тренд, односно на higher highs, higher lows, кој што се воочли, како би изгледало тоа во поглед на benchmark индекс, што би било ова е здрав bull тренд. Значи ова е здрав bull тренд. Акцијата оди, значи таа е над сите клучни moving average и за други стратегии ќе зборуваме подоцна со некој наредно видео, некој наредно лайв клучување. Меѓутоа ова е bull тренд. Акциите се движат во нагорна линија, во како да е, некој агол од 45 степени. Тоа е здрав тренд. Значи, ние нема да ја користиме оваа опшна стратегија кога индексите се овој тип на движење, во шопинг маркет. Во овој тип на движење. Ова не е во тренд. И на исто, например, оваа стратегија нема функционира во ваков маркет. Во шопинг маркет. Во нагоре, whipsaw. Нема одредница, нема кај да се движи. Спратам, значи, од $5000 во игра, во здрав bull маркет, имате максимум риск на целото портфолио 30%. Односно, во секој ден бидете инвестирани само $1500. $3500 ви стојат на страна, вие учествувате, повторно, не знаете колку е ова битно. Значи, ризикувате пред се. Вие ризикувате вкупно $1500 в портфолио во секој момент. Делот риска менеджментот, тоа што подетално од риска менеджмент. Дори $1500 кои што сте подрили, мораме и нив да ги осигураме. Односно, не секој ќе биде управо. Ќе биде управо веројатно помалку од половина
процент, значи тоа е статистиката, без разлика колку и да сте искусен трейдер или колку да знаете дирекцијски што ќе се случува во едниот период, вие ќе бидете помалку од 50% во право. Идејата од риск менеджмент е овие $1500 кои што ви се во игра, имате максимум ризик од 30%, односно тоа се $75 по спред. Значи, во случај да има некој гап, некоја лоша Трамп изјава или некој Black Grey Swan event во кој што вие ќе немате што правите, може да се зголеми овој ризик, но меѓутоа тоа не е на ваша страна. Битно е вие да одржувате ризик од максимум 30% на секој спред. Рековме дека нека биде тоа, дека биде секојаш позиција од $250. И кај $1 и кај $5 спред. Кај $1 спред ќе купите 5 контракти, кај $5 спред ќе купите 1 контракт. Меѓутоа нека секојаш биде $250 врез или 30% ризик. Тоа се $75. Во случај кога спредот ќе биде во минус $75, вие многу question ask. Излегувате позицијата, продавате со загуба и тоа е тоа. Повторно ќе нагласам, тука играме статистика. Ќе ви објаснам понатаку што значи тоа во превод. Максимален профит, јас би рекол дека е 100%, но меѓутоа и тука да не идеме до крај. Веќе се може да се случи, сум зборил многу пати. Кога држите шорт позиции, маталот на самата опција може да направи што сака, може да ве активира кое сака време, да ви ги. Значи, вие имате $250 влез, имате максимален ризик $75, има ги очекувате 100% поврат, односно тие позицијата да биде $500. Во овој случај би одиграло 9.4, ова е моје истражување, искрено дел го имам, мислам го имам чуен од Ниш Шампан, меѓутоа индивидуално сум го искусил дека на крајот при затварањето на самите пристапот на самите опции тие знаат да бидат пролонгиран период неактивни во поглед на делот, така да боле затворите ги на 96%, него во било кој контекст да бидете под ризик да бидете извршени, односно assign од страна на имателот на самата опција. Нека биде 96% секојаш максимум ROI, а нека биде риск $75, односно 30%. Дали знаете дека со овој начин на статистиката на ваша страна, со овој однос на win-loss ratio, ви можете да бидете помалку од 24% управо и да правите пари. Значи тоа значи во 4 пати од 4 значи од 4 трейда, 4 спреда, само еден спред вие да погодите, односно во еден спред, една ситуација сте ви управо, пак нема да губите пари, односно пак ќе бидете профитабилни. Како би следало тоа? Тоа би изгледало вака, значи $2,500 и распределуваме во 5 спреда, значи во 5 спреда, хипотетички да, рецимо на првиот спред вие не сте управо, купите $75, на вториот спред не сте управо, купите $75, на третиот спред не сте управо, купите $75. Веќе почнуваат вашите уинери, значи тука имате 3 уинера и максималниот P&L е пасе $480 за 15 дена или за 30 дена, зависно кој период или форти си дадете. Односно, вашиот акаунт на крајот на месецот ќе биде $5,480, односно ќе заработите $500. Баш заради ова ја овој акаунт го нарекувам income акаунт, затоа го шпекувате. Чат па метаме некој short stranglers, меѓутоа тоа не е тема за денеска. Тие сепак на вистина income стратегии. Значи тоа е growth на вашето или ROI на вашето портфолио од 9,6% месечно. 115 дена, што е мој approach, но меѓутоа на вашето ќе биде 30 дена. Знаете ли колку е тоа повратно портфолиото во една година? Тоа е 201%.
Овие се станени бројки, значи не можам да ви долам колку е поврат на оваа стратегија, односно колку е доходот на оваа стратегија. Но пред виот почетен капитал од $5,000, вие на крај на година ќе имате $15,000. Затоа што убавината на се ово, што ризикот тука прекинува, значи вие наредна година 8, не знам, ако сте спремни да го однесете на поголем левел, на вас не ви требаат $15,000 за оваа стратегија. За вас ви требаат повторно самите $5,000, $2,000, $1,500, може да почнете со $100. Остатокот од овие пари ги ставите во некој ETF и да гледате како први се движи целиот тој корпус на сите тие, дали технолошки компании, дали на диверсифициран, значи по проширено диверсифициран индекс како SPY или VOO, и пополека да навлагате во овој свет. Значи на вас наредна година не ви требаат $15,000. Истите ви ретурни можете да ги направите и со повторно со $5,000. Значи вадите пари од income акаунт и ставате во некој друг пошпекулативен акаунт или инвестинг акаунт. Верувате ме, ја ова кој го осуднав оваа стратегија, значи кум нова стратегија, ќе пак ќе речам, значи има книга за ова, има и многу видеа, еден индиец Нишан Пант, скромно чиче, кој што буквално исто како мене, прочитал преку 60 книги за опшна стратегија, има исчитано и бек-тестирано се живо и диво кој што се работи. Меѓутоа додадено до стратегија кој што е ултра лесна, значи бидете реални. Сега им ви кажав повеќе информации, меѓутоа ќе седнете, ќе ги проверите овие бројки на своја рака, ќе видите колку ствари ова е све едноставно. Повторно ќе кажам, што ви напишам на Дискордот наш. Ние луѓето сме феномен во тоа колку сакаме изнаоѓаме, значи изнаоѓаме некои комплицирани решенија за нешто што е толку многу едноставно и просто. Нема потреба од rocket science, значи буквално верувајте ми. Купувате спред, немате време за сток маркет. Купувате спред кој што има истек една година од сега. Кој што акцијата или индексот треба да просне само $1 во цела година. Ја ви гарантирам дека вие 99% ќе бидете во процентуално во профитна позиција пред воопшто да отворите самата позиција. За да ги дуплирате парите луѓе на сток маркет, не можат индексот 10 до 11% да победат, камоли па да направат 100% годишен реturn. Нека ви биде ова дел од една стратегија, значи ви имате си повеќе стратегија, знаеш кој викам. Сток маркет се прават пари не од само едно што го знаете, ми тоа комбинација на повеќе фактори, на повеќе идеи, на повеќе income streams. Имате инвестинг портфолио, имате шпекулативно портфолио, имате портфолио македонски акции, златен фонд, код год наречете. Меѓутоа имате еден дел и од опшен спред портфолио. Ќе видите дека овој опшен спред е многу подоходовен од сите други. Се работи за висок ROI, за многу помалку средства, зборам квантитативна смисла, значи многу помалку средства треба за да се дочепи до голем рој. Ева се тоа потреба, посебно за почетници. Благодарам многу, нека биде ова прво видео, оставам долу коментар, прашања, сите прашања кои што ќе ги поставите, јас детално во друго видео ќе ви објаснам што ви интересира, да ви ги одолувам. Да, и само уште една напоменам, пиша некои наши членови во инбокс. Оваа стратегија захтева за жал margin акаунт, пишува на Google, односно на прогуглав дека IVKR, Interactive Brokers, дозволува ваков тип на спредови на кеш акаунт, меѓутоа се испоставува, пише наш колега, наш член Борис, дека не може, дека пробал. Имајте margin акаунт, имајте посебен акаунт, затоа што се може да се случи. Немате толку ризик, кој што имате ризик од Black Swan, некој event, знаете, да не трпи останатиот дел од портфолио. Ова не се големи средства, нека биде ова на посебно портфолио, нека биде ова benchmark портфолио, да си го споредувате со вашиот остаток
вашиот друг акаунт или акаунт во кој што повеќе време и повеќе финансиски средства имате вложено, мерите, ќе видите дека овој тип на стратегија ќе ви донесе брзи резултати. Ви благодарам уште еднашка и се гледаме, се слушаме во некој наредно видео. Ви ги очекувам сите прашања во коментар и детално сите тоа ќе ви одговорам.